Тука сме пред Министерството за култура, а причината што вака инстантно понеделнички поканивме министерката Ирена Стефовска да ни објасни нешто што како вест се појави на социјалните мрежи во саботата, а тоа е дека Завод и музеј Битола ги почна конзерваторско-реставраторските работи на славната црква Курбиново од 12 век. Добро утро, министер, ќе ви благодарам што одвоивте време да гостувате и вака на кратко блиц да се вклучите во утрински брифинг. Велите во оваа објава што ја кажуваме на социјалните мрежи, вакви сериозни интервенции не се направени во изминатите 30 години, односно 3 децени. Во некои претходни влади исто така се кажуваше дека само што не се почнало, само што не се завршило дури, но објаснете ми, ве молам, за какви тоа сериозни интервенции сега се работи. Најнапред, добар ден до граѓаните кои што секој утро се вклучуваат на утринскиот брифинг. Благодарам за поканата. Искрено да ви кажам, драго ми е што неделата ви почнува со тема од Министерството за култура. Зошто? Затоа што после 7 години, откако е инициран проектот за конзервација на славната црква Свети Ѓорѓи во Курбиново, конечно почна и реализацијата, конзервација на архитектурата. Од тие причини сакам да го поздравам и Музеј Завод Битола за големиот ангажман, за проблемите со кои што и тие како институција се соочувале минатите години. Тоа морам да кажам дека кога станува збор за заштитата, клучниот проблем е кадровскиот и финансиите. Тоа е нешто што со години представува проблем. Потоа, системот на заштита, тоест нарушениот систем на заштита. Нашата земја со децении имала традиција на одличен систем на заштита на културните добра, значи заштита на културното наследство. За жал, минативе децении тој систем е нарушен. Од тука, јас сум веќе на оваа позиција 90 дена или 91 ден. Уште не сте стигнали до 100-тиот ден. Така е. Но и покрај тоа, уште од првиот ден, со екипата, со тимот, со овој министерски кабинет, ги трасираме и паралелно работиме на неколку фронта за да почнем процесот на подобра или, како да кажам, системска заштита за кое што е потребно да работат, значи надлежните институции, нормативниот дел, реорганизација, кадровски екипирања, инфраструктурни екипирања, финансии. Она што би сакала да го истакнам, за следната година обезбедивме буџет во околу 105 милиони денари само за заштитата. Споредено со оваа година, буџетот бил 70 милиони. Во просек, минатите 10 години и повеќе, просекот за заштита бил 40 до 60 милиони денари. После 2002 година, проектираниот буџет за следната година е веројатно или неверојатно сигурно сум најголемиот. Дотолку повеќе што оваа година за прв пат отворивме во Министерството за финансии и подпрограма наречена обезбедивме 12 милиони денари за почеток. Имено тоа сакав да ве прашам, дали и Курбиново, црквата Свети Ѓорѓи е дел од оваа ваша подпрограма за културно наследство во опасност? Апсолутно. Обезбедените средства се прво наменети за заштита на црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, бидејќи отпочната е конзервацијата на архитектурата на црквата. Превентивната заштита на фреските е направена. Надзорот е обезбеден. Но проект за конзервација на фреските се уште не е подготвен. Од тие причини
заедно со музеј Битола и со постоечките кадровски потенцијали во земјава, а пред се јас како прв човек на Министерството и екипата, тимот, работиме интензивно да обезбедиме и странска поддршка, тоа експертиза, експерти кои што ќе се вклучат заедно со домашните експерти во подготовка на проектот за конзервација. Повеќе пати кажав, извинете, повеќе пати кажав дека ковид ситуацијата многу ни ги комплицира работите, бидејќи е невозможно да се патува, да се веднаш да се реагира, но како и да е, има начини сето тоа за почеток да почне и во онлайн комуникација. Истото прашање ќе ви го поставам и за црквата Света Богородица во Матејче, која што од време на време гледаме слики сега и по социјалните мрежи е во катастрофална состојба. Што се превзема таму? Дали ќе успее Јас би да се рекла спаси? дека не е во добра состојба, точно така е. Уште во 2017 година Управата за заштита на културно наследство иницирала ова културно добро да биде ставено како културно добро во опасност. Повторно се актуализира таа процедура и колку што сум информирана, Националниот конзерваторски центар и управата работат на тоа. Исто како и во случајот на црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, бидејќи како што повторив повеќе пати во моите досегашни јавни настапи, ставањето според законската можност на едно културно добро во опасност подразбира мобилизација на сите ресурси во државата. Финансиски, кадровски, вклучително и странска експертиза, иако странска експертиза можела и досега да биде вклучена, независно од прогласувањето, но сеедно, е она што мислам дека успеавме во овие месеци и пол дена да направиме, и го направивме. Обезбедивме средства преку Министерството за култура за Националниот конзерваторски центар да веднаш да почне да работи превентивна заштита на црквата Света Богородица во село Матејче, значи да ја заштити од надворешни влијанија, да биде подготвена, заштитена од надворешни влијанија, се до моментот кога ќе почне да се работи на трајно решавање на овој проблем. Во оваа прилика би сакала да истакнам дека заштитата на нашите културни добра мора, освен надлежните институции, се разбира како први, во заштитата мора да се вклучи и локалните самоуправи и се разбира и мателот на сите овие добра, во случајов зборувам за црквите, Македонската православна црква. Значи, апелирам, сите страни да го понесат својот дел од одговорноста, ако сакаме да направиме максимално професионален систем на заштита. Не чека многу работа, ќе повторам, на повеќе фронтови. Тоа не е работа за еден ден, за една ноќ. И покрај тоа што сум атеистка, ќе дозволите и на Господ му требало 7 дена да го направи овој свет. Во оваа смисла, кога веќе сме на темата заштита, би сакала и уште нешто друго да кажам. Мојата советничка, посебен советник за заштита, за култура и за заштита на културно наследство е доктор Валентина Поцевска, конзерватор советник, која 30 години работеше во тај се уште, но и мирува работното место. На моја покана дојде да биде посебен советник. Валентина има изготвено уште пред 10 години цел проект за факултет за едукација на конзерватори. Како да ви кажам, ние не можеме да зборуваме за конзервација, реставрација и така натаму и за заштита, ако немаме едуциран кадар. Од тие причини
во последниот месец доктор Валентина Поцевска го подготвува концептот за студиска програма. Ќе тргнеме постепено. И се надевам во некоја прилика, ако имате да разговарате, подетално ќе ви објасни концептот. Инаку ние имаме и обврска во националната стратегија за култура, која што беше изгласана во парламентот без ниту еден глас против во 2018 година. Има обврска да се грижиме на неколку нивоа. Едукација, правење на систем, исклучително професионален и ефикасен за заштитата, обезбедување на средства. При тоа, не е секогаш само проблемот и во средствата. Фактот што за следната година сме обезбедиле таков буџет за заштитата подразбира институциите да имаат и добра реализација. Значи, уште одведнаш да ги почнат подготовките, за да не се губи време, па да не дојдеме во ситуација на недоволна реализација и на крајот од следната година буџетот по автоматизам да ги врати назад во трезорот, да се вратат обезбедените средства. И третата работа што вие спомнавте сосем кусо е аквадуктот, кој што тука во непосредна близина на Скопје, кој што исто така со години беше занемарен. Вие веќе најавивте некои првични проекти. Кога ќе се заврши со реставрацијата на аквадуктот? Во право сте, многу долго трае процесот на изготвување на проектите. Не сум убедена дека мора толку многу време да се потроши. Исто како и за Свети Ѓорѓи во Курбиново, исто и за аквадуктот. Еден податок за слушателите. Аквадуктот работен и се конзерваторски работи се правени на аквадуктот после Скопскиот земјотрес. Ви се верували? Тогаш се правени. Во последната декада на минатиот век се правени истражувања, но од тогаш, за жал, аквадуктот стои незаштитен. Како и да е, лично појдов во Градскиот конзерваторски центар. Основниот проект, кај да е, веќе треба да се заврши, да продолжат понатамошните процедури. Треба Институтот за земјотресно инженерство, НКЦ исто така да даде мислење. Истовремено се работи она што е многу важно на решавање на имотно-правните односи. Замислете, аквадуктот стои на приватни парцели. И тој процес на експроприација не е завршен. И она што сакам да го истакнам, елаборатот за ревалоризација на аквадуктот како споменик од особено значење стои, не ме фаќате за збор, неколку години и не е поминат на Националниот совет за заштита на културно наследство, тоест на претходните состави, кои што за жал не се занимавале, не биле функционални. Ние го формиравме, тоест го формирав Советот пред 2 недели и веднаш на втората, тоест седница, овој елаборат за ревалоризација на аквадуктот ќе биде ставен како тема. Значи, бидејќи Советот дава мислење за овие елаборати и затоа е толку важно овој Совет да функционира и во него да седат експерти, онака како што е во законот напишано, со стручни звања, со научни звања и така натаму. Министерка, ви благодарам многу за ова блиц јавување. Има многу уште прашања имав за вас. Се надевам дека во следна прилика ќе ни ги објасните и другите работи ве чека или советничките од мојот тим подетално во смисла на исклучително стручните аспекти. Но дозволете само уште една реченица. Многу е важно да се врати улогата на Националниот конзерваторски центар во заштитата матична установа. Во овој момент, според законска регулатива, апсолутно нема надлежност. Регионалните заводи имаат надлежност да штитат светски културни добра, Националниот конзерваторски центар. И покрај сите, така да кажам, промени овие години што се случувале, кадровски, финансиски, така натаму, сепак е
нашата еминентна институција која што мора да биде number one во заштитата. Добро, ви благодарам многу што вака од прва рака ни ги објаснивте работите како стои со заштитата на овие барем најекспонираните објекти од културното наше наследство. Сашо, тоа беше Ирена Стефовска, министер за култура, со која што разговаравме. Министерка за култура, со која што разговаравме за најважните објекти на нашето културно наследство.